5 години откако народот го бойкотираше референдумот за промена на уставното име на државата, а сепак Македонија ја доби претставката Северна. На 30 септември 2018 година граѓаните требаше да одговорат на 3 прашања за кое нема единствен одговор. Дали сте за членство во Европската унија и НАТО со прифаќање на договорот меѓу Република Македонија и Република Грција? Граѓаните преку бојкот гласно кажаа не. Само 36% излегоа да дадат поддршка за преспанскиот договор. Одлуката не е усвоена, бидејќи не гласале повеќе од половината од вкупниот број граѓани запишани во избирачкиот список. Власта пред камерите се обидуваше и покрај тоа што народот кажа не, да покажат дека резултатите не ги допираат и името ќе се промени. Морам малку да бидем насмејани. Или насмејани. Слышиш, малку фаците да не бидат насмејани. Нели? Мислите да сме скроз згужвани. Дека граѓанското не нема да важи за власта, уште вечерта на 30 септември ни каже поранешниот премиер Зоран Заев, најавувајќи дека ќе се обиде преку собранието да ги протурка уставните измени. Ќе направиме обид во парламентот да разговараме со пратениците и ќе знаеме. Ако има двотретинско мнозинство, ја почнуваме постапката со уставните промени. Што и на крајот се случи. За гласа 8 пратеници на опозицијата, а кај 5 од нив во одлуката веројатно помогнаа судско-правните лавиринти и нечестните игри. Копно гласа 81 пратеник, сите 81 за, воздржани нема, против нема. Констатирам дека собранието ја донесе одлуката за прогласување на уставниот закон за спроведување на амандманите од 33 до 36 на Уставот на Република Македонија. Поучени од она што се случи пред 5 години и веројатно исплашени од волјата на народот, владино-државниот врв за договорот со Бугарија, кој како ја допира македонската јавност, како да е алергичен на зборот референдум. По однос на договорот со Бугарија, ниту може, ниту смее да има референдум. Али вие сте за референдум или не сте? Значи, лете, за каков референдум? Околу францускиот предлог. Сега вие дури имавте предложите некое референдумско прашање. Тоа е сосема друга работа. Иако токму промената на името која се случи со пропаднатиот референдум беше представувана како подседна остапка на Македонија за почеток на преговорите со Европската унија, сепак Македонија со сменато име, згрбавена и понижена, се уште остана во чекалницата на унијата, сега со нов услов: бугарите да станат дел од преамбулата на македонскиот устав.